Еве на повторно во редовниот термин подготвени да споделиме со вас некои нови совети, некои нови идеи и многу инспирација на тема уредување на вашиот простор. Започнуваме веднаш, а што ќе гледате денес и во новиот квадрат, само накратко ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви помагаме да создадете луксузен и практичен walk-in гардеробер, како да го одржите приватен вашиот двор и фенг-шуи правила за успешно уредување на домот. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Со промената на сезоната, односно промената на студено кон топло време, веќе размислуваме за промена на гардеробата која редовно ја користиме. Па така правиме една реорганизација на плакарот и можеби гледаме дека му е потребна и на самиот плакар некоја реорганизација и некој нов гардеробер кој можеби уште подобро би ги чувал нашите вредни работи. Па како да го организирате вашиот гардеробер за тој да ви биде од помош при секојдневната рутина, ви откриваме по продолжение. Звучи како врвен луксус. Простран гардеробер во кој секое парче има свое место. Но реалноста може да биде малку поинаква. Повеќе простор не значи автоматски повеќе ред. Напротив, без паметен систем, се многу брзо се претвора во визуелно совршен, но целосно нефункционален хаос. Куп закачалки кои се судираат, парчиња што заборавате дека ги поседувате и таа вечна сцена. Немам што да облечам. Иако гардероберот е преполн. Добри вести! Совршено организираниот гардеробер не е резервиран за луксузни вили и професионални стилисти. Потребно е само малку стратегија, неколку паметни трикови и око за детали, што прави огромна разлика. Првото правило кое ја менува играта – закачалки. Да, токму тие. Тенки, униформирани закачалки. Веднаш создаваат впечаток на ред и ослободуваат врвен простор. Кога сите се исти, гардероберот изгледа како нешто од уретнички колумни. Додавате на тоа специализирани модели со штипки за здолништа, отворени за панталони и веќе сте на половина пат до совршена организација. Мал, но гениален трик. Држите ги празните закачалки одделно. На овој начин избегнувате хаос и секогаш знаете колку простор имате. Потоа доаѓаат кутиите и корпите, тивките херои на секој стилски гардеробер. Се што не го користите секој ден, од сезонски парчиња до додатоци, заслужува свое дискретно место. Неутралните нијанси визуелно го смируваат просторот, додека добрата категоризација заштедува време и нерви. Ако сакате дополнително ниво на организација, етикетите се одлична опција, но само кога системот веќе работи. И потоа, вечниот предизвик – чевли и чанти. Без јасна структура, овие модни љубовници брзо го заземаат просторот. Решение – групирање по категории и јасна презентација на полиците. Кога ќе видите се што имате, изборот станува лесен и дупликатите престануваат да се натрупуваат. Мал трик за помали простории. Ставете една чевла напред, друга позади. Добивате повеќе простор без да правите компромис со естетиката. Почувствителните модели, кутиите со преден отвор се шик и практично решение. Од друга страна, чевлите треба да се чуваат исправено и лесно да се полнат, за да ја задржат својата форма, бидејќи вистинската елеганција е во деталите. И конечно, најважната лекција. Организацијата не е само естетика, туку начин на живот. Кога јасно гледате што поседувате, купувате паметно, се подготвувате побрзо и донесувате подобри одлуки. Гардероберот престанува да биде магазин и станува личен изложбен салон. Внимателно креиран, функционален и автентичен. Бидејќи вистинскиот луксус не е во квантитетот, туку во чувството на контрола и леснотија, а добро организираниот гардеробер, тоа е мал, дневен ритуал, што го прави животот да изгледа и да функционира многу подобро. А промената студено кон топло време, ако на нешто најмногу инспирира и мотивира, тоа е на уредување на вашиот надворешен простор со кој располагате. Доколку имате двор, вие сте вистински стрекници, меѓутоа доколку сакате да го направите приватен и за да се заштитите од љубопитните погледи на минувачите надвор, вие имате една сериозна обврска пред вас. Како да го направите тоа, ќе се обидеме да ви помогнеме ние во прилогот во продолжение.
Одржувањето на вашиот двор приватен во текот на летото може да биде важно за да се чувствувате удобно и заштитено од љубопитните погледи на соседите и минувачите. Уживањето во дворот во текот на топлите летни месеци ни дава можност да се опуштиме и да поминеме време со семејството и пријателите и да се поврземе со природата. Сепак, честопати може да не вознемируваат љубопитните погледи на соседите и минувачите и можеби ќе сакаме да обезбедиме приватност за да се чувствуваме удобно во сопствениот простор. За среќа постојат различни начини на кои можеме да обезбедиме приватност во дворот, а во исто време да создадеме пријатна и естетска пријатна средина. Од високи огради и жива ограда до уметнички перголи и паметни аранжмани со растенија, постои широк спектар на решенија што ќе ни овозможат целосно да го искористиме нашиот двор и да уживаме во мирот и приватноста во текот на целото лето. Во продолжение неколку интересни решенија. Ограда. Изградбата на ограда е еден од најчистите начини на обезбедување приватност во дворот. Изберете висока ограда, што ќе го блокира погледот на соседите и минувачите. Дрвена, лоза, камен или бетон се само дел од можностите. А можност е и жива ограда. Користењето растенија како жива ограда е естетски пријатен начин за зголемување на приватноста. Засадете густи грмушести или висечки растенија како што се туја, бамбус, бршлен за да создадете природна бариера. Во зависност од вашата клима и преференции можете да изберете растенија кои ја задржуваат лиснатата зелена боја во текот на целата година или оние кои цветаат и обезбедуваат дополнителна убавина. Перголи и настрешници. Поставувањето на перголи или настрешници на отворени простори во дворот може да обезбеди поинтимна атмосфера и делумна приватност. Можете да ги декорирате со лози и други ползавци за да создадете природна зелена покривка. Завеси и панели. Поставувањето на завеси и панели на тераса или балкон може да обезбеди моментална приватност кога тоа е потребно. Изберете дебели ткаенини или материјали кои го блокираат погледот и обезбедуваат приватност, но во исто време дозволуваат светлината да помине. Поставувањето фонтани, езерца или водни ѕидови може да обезбеди звучен и визуелен екран, што може да ја намали пенетрацијата на звук и да го попречи погледот. И за крај вертикални градини. Тие се сѐ повеќе популарен начин за зголемување на приватноста и подобрување на естетиката на дворот. Овие градини може да се градат на ѕидови или да се поставуваат како самостојни структури, користејќи различни растенија и цвеќиња. А без разлика на сезоната, сепак најмногу време поминуваме во внатрешноста на нашиот дом, како и на работното место. И затоа се трудиме секогаш да допринесеме уредувањето да оди во прилог кон максимална продуктивност и добра атмосфера и расположение во која престојуваме. Затоа многу ни помага и фенг шуи науката. Овој пат зборуваме на таа тема, зашто конкретно во продолжение. Фенг шуи декорирањето е многу моќен и забавен начин да се внесе многу добра и жива енергија во секој простор. Како и со секоја нова алатка, можеби ќе биде потребно малку повеќе време за да се совладаат основите на добриот фенг шуи, но времето поминато дефинитивно ќе се исплати. Успешното фенг шуи декорирање се базира на вештото користење на теоријата на 5 елементи на оваа филозофија. Сега ќе ги споделиме со вас основните детали за секој елемент и ќе ви покажеме како да ги користите при декорирање на вашиот дом или канцеларија за да постигнете подобра енергија. Да почнеме со дрвените фенг шуи елементи, со енергијата на раст, експанзија, виталност и бесконечна визија. Постојат многу начини да се опише енергијата на секој елемент, но еден од најлесните начини да станете вистински успешни во вашето фенг шуи декорирање е да ја поврзете оваа енергија со себе, бидејќи искуственото знаење во оваа филозофија е кружно. Секако, теоријата може да биде корисна, но исто така може на некој начин да го блокира вашето интуитивно знаење, а ова е особено случај со таквото древно и сложено знаење како што е фенг шуи. Затоа, пред да научите основни совети за тоа како и кога да користите дрвени фенг шуи елементи при декорирање, одвојте малку време за да се поврзете и да видите како енергијата на овие елементи влијае на вас. Помислете на вашето омилено растение или прекрасно дрво и опишете го со неколку зборови. Како се чувствува таа енергија, како изгледа, како можете да ја реплицирате во вашиот дом или канцеларија. Според фенг шуи,
Енергијата на дрвените елементи е моќна на ширење, ограничен раст, изобилство, визија, цврстина, но и преживување. Здравото растение или дрво е најсрекно кога има длабоки корени, за да може да стои исправено и да се протега до сонцето и небото. Токму оваа рамнотежа помеѓу заземјувањето и собирањето енергија е доброто што дрвениот фенг шуј ќе го донесе во вашиот дом. Влезете во енергијата на дрвените елементи преку оваа филозофија, кога ви е потребен пробив во животот, кога вашите планови, цели и визија изгледаат нејасни. Во оние денови кога вашата животна енергија е ниска, кога сте збунети или кога сакате да го подобрите вашето здравје и да го поттикнете влегувањето на енергијата во изобилство. Дрвените фенг шуј елементи мора да се негуваат и зајакнуваат на источната, североисточната и јужната страна од домаќинствата или вашата канцеларија. Постојат многу начини да се изрази секој фенг шуј елемент. Основните 3 начини се представени со боја, облик и специфични елементи на декор. Дрвените елементи најдобро се изразуваат во зелени, кафени бои, правоаголни форми и се разбира, убави и здрави растенија. Архитектонското студио во Будимпешта, Парадигма Ариадне, го претвори традиционалниот двособен стан во модерен и храбар заеднички амбиент, лоциран во самиот центар на главниот град на Унгарија. Реновирањето на станот значеше реновирање на просториите кои гледаа кон улицата и кон внатрешниот двор на зградата, со цел да создаде нова игрива и колоритна атмосфера во него. Со воведувањето на атрактивен елемент на зидот што минува низ станот, архитектите создадоа централен простор, кој ги поврзува двете простории, со цел да се елиминираат по одделните делови да се создаде непрекината визуелна врска помеѓу двата краја на станот. Новиот простор носи чувство на монументалност на заеднички простор за живење, додека освежувачката просторна структура го занемарува редот на просториите и зидовите и го дава целиот простор во ревитализирачки одблесок од жолта и тиргизна боја. За понатамошно зајакнување на концептот, новите зидови се претворија во дијагонали во форма на елементи за складирање, полици за книги, па дури и на вратата од собата. Светло-жолта и тиркизна сенка привлекува внимание на гледачот со цел да се создаде проширен ефект на просторот, како и доволно простор за складирање. Кога сте дизајнер на интериер кој исто така дизајнира и производи, вашиот дом е совршено место за експериментирање со декорот. Мишел Диркс припаѓа токму на оваа категорија, како дизајнер на интериер на еден простор лоциран во Сиетл кој датира од 1960-тите години, на кој му било потребно многу реновирање. Дизајнерот го искористил реновирањето како можност да ги покаже своите нови дизајни, кои вклучуваат позадини, теписи и ткаенини. Колекциите се создадени во соработка со 9 уметници. И тоа: Мија Кернер, Джеф Гербер, Дана Мунеј, Дженифер Готје, Джој Бейтс, Кори Левел, Ноел Фонтен, Кевин Кок и Китри Вуд, чии оригинални дела биле скенирани и користени од страна на дизајнерот, како примероци кои се повторуваат. Целиот текстил што се користи во проектот е од новата колекција, освен зеленото кадифе на каучот. Исклучително храбрите ткаенини совршено функционираат меѓу себе и се вклопуваат заедно во просторот, дополнувајќи се според бојата, обемот и текстурата. Целиот дизајн се спротиставува на визуелно привлечените примероци со неутрални тонови за да се постигне завидна богата естетика. Минималистичката кујна содржи дектон позадина и отворени полици направени од синдап. Целиот проект за реновирање на станот наречен Випсец Флет со површина од 67 квадратни метри се базира на идејата за создавање на удобен дом во Полска, во кој ќе живеат двојка заедно со нивните миленичиња.
Архитектонското студио Грегори Слаер го дизајнираше станот со распоред на отворен простор, кој му возможува на сопствениците да го конфигурираат мебелот што го сакаат, зависно од тоа кога и како им е потребен простор за функционирање. Единствената поделба е помеѓу кујната, трпезаријата и дневната соба. Ноќниот простор во кој има спална соба и бања, сокриени се зад розовиот зид. Минималистичкиот дизајн содржи бели цидови и тавани, комбинирани со фурнирани кабинети со темно дрво и камени акценти. Смелите бои разиграно се истакнуваат како смарагно-зелениот кауч и светло-резедниот зид, додека помеѓу спалните кои се во темни виолетови нијанси и целосно отворена бања, има само завеса за дополнителна приватност. Светлите бои и минималистичката геометрија на просториите дополнително ја истакнуваат пространноста и отвореноста на станот. Употребата на две живописни бои и природни материјали како што се камен и дрво го осветлува интериерот и ги одделува неговите различни функционални делови. И во следниот инспиративен простор, архитектите имплементирале многу бои. Но овој пат, како што впрочем налагаат и трендовите, тие се од палетата на пастелните тонови. Сакав да создадам место каде што можете да го заборавите вашиот стресен работен ден и да имате можност да го напуштите градот во светло, нежно и до некаде абсурдно место. Со оваа реченица младиот руски архитект Дмитрий Ройтов го опишува неговиот дизајн на мал стан во Менхетан, во сенка на шеќерен розов и зелен мед, украсен со големи кактуси. Бев инспириран од мексиканската тема, природните бои на пейзажот, како и енергичноста на неговата традиционална архитектура, додава Дмитрий. Мебелот и ѕидовите се розеви, а и полиуретанските цевки се особено обоени. За да се спротистават на вертикалните линии, издолжената странична плоча е покриена со теракоплочки. Зелената боја од прозрачна сенка на големиот тепих до зелената боја на металот прави контраст и ги балансира со розовата боја на ѕидовите. Кактусите со своите уникатни неповторливи форми се појавуваат буквално во секој агол. Дмитрий бил ангажиран од млад пар кој работи во интернет бизнисот. Тие ја нагласиле нивната неконвенционална естетика и на тој начин му дале слобода да го обнови нивниот стан од 55 метри квадратни на највисокиот кат на зградата од 20-тите години од минатиот век. Станот е на двете страни обкружен со високи заоблени прозорци, редок пример за зградите во Њу Јорк, која Димитрија избра за главна геометриска тема на домот. Заоблени линии, заоблени форми се присутни во секој детал од декорацијата, почнувајќи од апсолутниот клучен играч, исклучително меки зелени софи во облик на елегантни колачиња и розовиот плакар. Мебелот ги има истите меки и скривени силуети. Софата е подпишана од Саша Лакич за Ла Рош Бобоа. Клупите во бакар и бетон се дело на Дмитрий Ройтов, а ламбите се дело на студиото Михаил Анастасијадес. Дневната соба, трпезаријата и кујната се сместени во една единствена просторија. Во близина на кујната неколку цевки од полиуретан, тука обоени зелени, создаваат впечаток сличен на растенијата со силно визуелно влијание. Распространувајќи се од подот до таванот, се чини дека се движат кон врвот, зголемувајќи ја вертикалноста на станот. За разлика од мекиот полн мебел, со кој е опремена дневната соба, трпезаријата спроти прозорецот има едноставна филигранска маса и столици во зелена боја. Помеѓу кујната и дневната соба во трпезаријата, акцентот е на генерички дизајн столче, дизајнирано од Филип Старк за Картел, и маса со мермерни врвови и база во стакло, дизајнирано страна на Роид. Кујната е до некаде метафизичка. Една ѕидна единица која вклучува работна маса и кабинети, личи на гардероба со заоблена силуета. Пинк мијалникот се претопува со теракоплочките. Спектакуларниот облик на бакар од брановиден метал репродуцира, во мала мера, целиот ефект во цевката и подеднакво служи како позадина. Украсената кујна е планирана со големо внимание на деталите и се базира на рафиниран контраст на разни заоблени силуети и материјали. Кружниот отвор, затворен со сини портокалов лист, визуелно го поврзува влезот со кујната. Спалната соба е декорирана да изгледа како изгрејсонце.
Над зидовите светлата розова од дневната соба се заменува со помеки нијанси, кои се претвораат зелениот подот во сина, тиркизна и нежни позадини кои се рачно изработени. Изгледа како да спиеш надвор, во мексикански двор, обкружен со кактуси, благодарение на изградбата на дополнителен зид и скали, кои се однесуваат на древниот, традиционален мексикански малтер. И тоа беше се за денес и за денешново 30-минутно дружење. Се надевам во него многу научивте и се надевам бевме интересни. Се гледаме повторно наредната недела, до тогаш останете во добро расположение. Пријатно!